Голем број возачи на трактори и работни машини не поседуваат соодветна возачка дозвола и голем број трактори, мотокултиватори, приколки и други работни машини учествуваат во сообраќајот нерегистрирани, неосигурани, неосветлени и технички неисправни. Ова го покажало искуството од терен и податоците од станиците за технички преглед на возила, велат од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Заради ваква состојба, Советот донесе одлука за реализација кампања за безбедно учество во сообраќајот со земјоделска механизација и работни машини. Кампањата, велат од Советот, има за цел да ја подигне свеста за сериозните последици од неодговорното учество во сообраќајот со трактори и работни машини. Кампањата ќе се реализира на територијата на цела држава во сите земјоделски региони и ќе се реализира со поддршка на Министерството за внатрешни работи и општинските совети за безбедност на сообраќајот на патиштата. Во рамките на кампањата, Советот во соработка со МВР ќе организира повеќе настани и активности, како сообраќајни контроли, едукативни разговори и поуки со возачите на трактори и работни машини, дистрибуција на едукативни материјали, засилени активности за едукација на возачите на наведената категорија возила за потребата од поголема видливост на тракторите, приколките и другите работни машини во сообраќајот, дистрибуција на флуоресцентни траки, триаголници, ротациона средства и така натаму. Истовремено, кампањи ќе се одвиваат и на електронските и социјалните медиуми. Реализацијата на кампањата треба да придонесе за повисока сообраќајна едукација на возачите на трактори, приколка, мотокултиватор и останатите учесници во сообраќајот и намалување на бројот на загинати и повредени лица во сообраќајни несгоди. Од Советот упатуваат апел до возачите на трактори и други работни машини да бидат внимателни при управувањето со нив и да ги означат со законски пропишаната сигнализација, со цел да бидат видливи за останатите учесници во сообраќајот, со што би се избегнале евентуални сообраќајни несгоди кои може да резултираат со повреди и загуби. Безбедноста на возачите на трактори и на останатите учесници во сообраќајот секогаш треба да биде на прво место, велат од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата.